Утре во Кавадарци започнува тиквешкиот гроздобер, голема манифестација со која се означува бербата на грозјето во тиквешијата. Во овој вековен крај, во кој во изминатите столетија грозјето е основна земјоделска гранка, овој пат во овие нови модерни времиња, таа се организира на друг начин, на задоволство на оние кои сега живеат, сегашните генерации. Што ќе содржи годинашнава програма и каква е поканата на градоначалникот Александар Панов до сите оние кои сакаат да дојдат во Кавадарци? Предстојните неколку дена, односно 2, 3 и 4 септември, ќе бидат празник за душата на цела Македонија во организација на Општина Кавадарци и компанијата Пиволенд, кој што го организира во име на локална самоуправа Кавадарци овој настан. Во тој смисол би сакал од мое лично име, од името на градот Кавадарци, сите кавадарчани, сите граѓани на Република Македонија, сите пријатели на градот Кавадарци и сите оние кои што сакаат да уживаат да ги поканам и да бидат гости наредните 3 дена во Кавадарци. Имено 2, 3 и 4 символично одбележуваме една вековна традиција, а тоа е чествувањето по повод тиквешкиот гроздобер и најголемиот настан кој што живот значи за екзистенцијата на нашите сограѓани, како низ историјата, така и денес, така и понатаму. Инаку годинашнава програма на тиквешкиот гроздобер содржи повеќе манифестации, а ние ќе споменеме само во музеј галеријата отварање на интересна изложба чаршијата во Кавадарци некогаш и сега. Потоа ќе ги видиме тиквешките точакџи, ќе имаме презентација на вино и ракија, а вечерта на 1 септември ќе ја видиме групата Риблја чорба, пред нив ќе настапи групата Фолтин. Во четвртокот навечер во Кавадарци ќе биде организирана вечерта на виното и песната посветена на Никола Бадев. Во сабота централен настан е карневалот или винскиот карневал кој започнува во 20 часот на градскиот плоштад и секако овде е настапот на Парни Ваљак, групата од Хрватска која и понатаму го задржува својот имидж на едно од најпопуларни во историјата на рок музиката на овие простори. Во сабота треба да ги најавиме мемориалниот турнир Сестри Китеви на градскиот плоштад Таблијадата. Во недела ќе бидат со нас уличните забавувачи, детскиот карневал во 11 часот, а ќе биде потоа избран и најдобриот пиелок на вино, односно по извршените дегустации ќе биде прогласен победникот. Вечерта ќе има повторна музика, тука се Бангладекс од Атина и овде е уште една група, се работи за Tribute to Goldplay, кои исто така ќе имаат настап на градскиот плоштад. Се надеваме дека од 1 до 3 септември ќе бидете наши гости во град Кавадарци, кој што е навистина едно убаво градче и кој што ја чува традицијата на тиквешкиот гроздобер. И дека ќе се забавувате. Се надевам дека нашата организација успешно си ја изработи задачата и дека настапите кои што се поканети да го забавуваат народот тука, нели, ќе ги задоволуваат различните вкусови кои што, може еден фестивал да ги има. Така да, уште еднаш можеме да повториме дека во петок е настапот на Риблја чорба, потоа во сабота е настапот на Парни Ваљак и за недела е настапот на Бангладекс од Атина и трибјутот од Coldplay, кој што ќе не посетат од Италија. Очекувам минимум 50.000 луѓе кои што ќе бидат гости во Кавадарци. Тука зборувам за сите оние кои што ќе се вратат да си ги видат фамилиите, да се видат со своите, односно децата најчесто се враќаат да си ги видат своите родители за време на тиквешкиот гроздобер и сите оние пријатели кои што ги имаме надвор од државата, кои што ќе побараат, односно ќе посакаат или ова ќе им биде причина да се видат со пријатели. Вклучени се неколку винарии во самиот настан. Веќе традиционално винаријата Тиквеш, традиционално винаријата Стоби, потоа Пивка, Повардарие, Сковин, Попова кула. Мислам дека има уште и 2 помалечки, имаме штанд на Slow Food, кое што е здружение на граѓани и во рамки на нивното штандче ќе има едно 4 или 5 помалечки винарии кои што ќе се презентираат. Така да мислам дека и тие вкусови ќе бидат задоволени и секако грозје мора да има.